слушувате, а тоа е за да се слуша подобро предавачот и да не си сметаме еден на друг. Би ве замолил да не користите лажни имења за учество во работилницата, ние ве прозеваме, знаете кога кревате рага, кога се јавувате, а исто така тоа не е важно за тоа што следат благодарници за 10 посетени работилници. Некои од вас се многу блиско, затоа што ова е 8 работилница денес, ако не грешам. Ако сакате нешто да прашате, кренете го вашето виртуелно раче, или јас, или предавачот, или Алекс ќе го повикаме на збор. Доколку процениме дека непристојно се однесувате, ќе бидете отстранети. Сега да кажам избор 2 за ПХВ програмата. Каква е таа, каква беше и каква е сега. ПХВ програмата е наменета за млади, повеќе од 20 години. Таа трае, повеќе од 20 години трае програмата. Наменета е за средношколци, меѓутоа тука се вклучуваат и луѓе од различни возрасти, било тоа како дисеминатори, како инструктори или само како луѓе кои помагаат и дават придонес на нас. Неколку бенефити има ПХВ програмата, тоа е менување на дневна рутина, поттикнување на активности во заедницата и помош во заедницата. Како се постигна, како се доаѓа до тука, е со тоа што ПХВ во минатото, уствари пред корона и разборуваме, се развиваше на подруг начин. Со тоа што беше цела програма со повеќе луѓе, каде што се дисеминираше знаење, и сите овие луѓе кои го добиваа знаењето, пример координаторот од Александра, држеа работилници во своите општински организации, држеа 3 обуки, и преку тие 3 обуки тие ги обучуваа младите луѓе како да спремаат своји проекти. Многу од вас сигурно знаат колку добри проекти во минатото се случувале. Сме имале реновирање на куќи, сме имале, не знам, збирање донации, правење операции, купување на лекови, сме имале описменување на луѓе, вадење лични карти и ред други многу важни работи, да кажам, зашто на некој не би му се дури верувало дека може некој, да кажам, тинејџер да го постигне тоа, меѓутоа вие можете повеќе. Меѓутоа поради короната и поради целава ситуација што се случува во земјата, ПХВ беше принудена некако да се смени и да премине во некој модел каде што сите ќе бидеме безбедни, затоа што како што претходно се одвиваше програмата, имавме многу контакт со еден со друг, со луѓе, многу работилници, се одеше во работилница во Струве во финалната, ПХВ недела се случуваше и според тоа многу се ризикуваше нашата безбедност. Така да преминавме во еден онлайн модел. ПХВ иначе нонстоп претрпува промени и нонстоп расте заедно со младите, заедно со времето и така натаму, па и за ова тоа вреди. Преминавме во онлайн модел со тоа што реализираме работилница. Сите тие инструктори што се дел од нашиот тим, многу од нас и сите од нас имаат своји стручни вештини и сме стручњаци во некоја поле и област, па го смисливме како модел да го пренесеме тоа знаење, пошто пред се ПХВ е модел на дисеминација. На дисеминација значи кога се шернува знаење, кога се споделува. Така да 24 инструктори ќе реализираат 40 работилници во 2021 година, секој четврток во 18 часот. Ова е 8 обука денеска. За да прочитате повеќе за ПХВ историјатот, јас денес во страната на Црвен крст на град Скопје ќе го пратам тоа делчето, ако сакате да знаете повеќе што се случувало во минатите години. Сега ќе се случуваат работилници за различни теми, за вештачка интелигенција, биодиверзитет, правилен избор на факултет, се случуваат интересни работилници многу, сите што беа претходно за јавно говорење, за организирање на време, за анксиозност, за избирање на позитивни вредности и следат уште ред други интересни. Така да во склоп на сите овие интересни теми и денес имаме многу интересна тема, а тоа е дигитална комуникација и комуникација во социјални мрежи со инструктор од нашиот тим, која што исто така моја другарка и е многу фина личност и многу оптимист и е многу позитивна и секој пат е добро да се биде покрај нејзе. Таа е дипломиран комуниколог, волонтер во Црвен крст Чаир од 2009 година и ПХВ инструктор од 2013 година. Иначе исто така и стручњак, можам да кажам, во комуницирање. Така да ви се повели, Урно, the spotlight is yours. Фалемдерит, Муамед. Добро вечер, здраво на сите.
фала што се приклучивте. Вечерва да ја следите осмата ПХВ работилница која ќе водам јас. Фала Муамед за добрата презентација. Јас дипломирав за комуникација, работам во владиниот сервис, комуникацијски сервис и вечерва ќе се дружиме заедно. И веќе темата ја најави Муамед, дигитална комуникација и комуникација во социјалните мрежи. Ова е посебно актуелно сега со COVID мерките, се некако од офлайн преминавме на онлайн. И еве сме и тука на оваа работилница која инаку би ја направиле во друга просторија каде што би се виделе, би преминале јаже, би правеле и ред други вежби заедно. Може Муамед понатака да одиме во очекувањата. Кога слушнавте за темата на денешната осмата ПХВ работилница, кои беа вашите очекувања за темата? Дали има некој познавање за темите? Верувам сите користите социјални мрежи, така да ве охрабрувам да споделите некои од вашите очекувања. Anyone? Океј, Анастасија пишува како може да се шири онлайн комуникацијата, како да се однесуваме при користење на социјалните мрежи. Дали може некој од вас да се вклучи? Би сакала да слушнам некој, освен ова што го читам во четот. Добро. Кристијан, гледам крева рака. Кристијан, повели, ти си редовен, активен. Биди краток, те молам, за да има простори за другите. Краток ќе бидам. Значи, да научиме бесплатно да ги користиме социјалните мрежи, да се чуваме повише, да не објавуваме секакви работи. Дигитална комуникација у ситуацијава е многу важна, како да се зачуваме и кај се уклучуваме, да знаеме дека сме сигурни при уклучување. Добро, окей. Кристијан, да не споделиме се тука, сепак се очекувања само. Супер го кажа тоа на почеток, да бидеме побезбедни, да знаеме како да ги користиме правилно социјалните мрежи. Дали може уште некој да сподели очекување свое? Ви осачинам дека Мартин крена рака, Нинески. Повели Мартин. Да, така е. Право исто добро вечер на сите, сам да посакам. Вака, и колку е таа сигурна, да го надополнам Кико, колку е таа социјална мрежа, да речеме, сигурна за да се најавиме или да ја користиме. И секако да пазиме да не пратиме нешто вулгарно, еве да речем, по грешка на некој наш пријател или да не свата дека деме ги навредуваме или праќаме на постара личност, еве пример Александри или ти исто Вјоса, било кој општо. Океј, значи очекуваш да научиме како посигурно, побезбедно да ги користиме социјалните мрежи и дигиталната комуникација. Фала, Мартин. Михаила Кацарска, па Анастасија. Јас напишав исто во четот, ама сакав исто да се надополнам. Како исто така како да се заштитиме од оние личности кои што шират негативно влијание низ социјалните мрежи во стилот на сексуално злоставување сега со јавна соба, што беше ширење лажни вести, дезинформации и така натаму. Океј, супер, да, друга многу актуелна тема. Фала многу. Анастасија? Јас повеќе може очекување насочено во однос на слободата на говор и кои се онака границите кога слободата на говор преминува во говор на омраза, и сакам да дознам за ширење на лажните вести и како тоа на некој начин да можеме ние да го превенираме како млади. Да, океј. Супер, фала многу, Анастасија. Во меѓувреме ги читам и другите очекувања кои што се напишани во четот. Безбедно комуницирање, ова веќе го повторивме, како корисно да комуницираме преку социјалните мрежи, како да ја подобриме дигиталната комуникација, свесно користење на интернет, како до културна комуникација, ова ми се допаѓа, преку социјалните мрежи. Ова и во насока на тоа што се кажа до сега, како до каде може да одиме со нашата слобода за говор.
а при тоа да не повредиме други. Ленче прашува како да се отргнеме од прекумерно користење на социјалните мрежи. Фала многу, Ленче. Мартин, освен тоа што го кажа, пишал дека како може да ги издржиме навредите преку социјалните мрежи. Океј, мислам дека поставивме големи очекувања. Анастасија, те молам, ако немаш друго нешто да кажеш, да ја спуштиш раката, за да не те прозивам пак. Корисно потрошено време... Нема проблем. И корисно потрошено време, пишува Адријана. Во ред, мислам дека ги земав сите ваши инпути во овој дел на очекувањата и се надевам дека до крајот на денешната работилница ќе ги исполниме сите овие очекувања. Секако јас дојдов со моите цели кои денеска ги предвидов за да ги постигнеме. А тоа се што е дигитална комуникација, да сватиме што значи дигиталниот отисок, колку сме свесни за дигиталниот отисок, кое е влијанието на социјалните мрежи и секако убаво да поминеме заедно. Океј, може Муамед следниот слайд. За да сватиме што е дигитална комуникација, треба да го научиме овој диаграм, а тоа е кога пораката тргнува на кај енкодерот, потоа поминува преку одреден канал, во модулатор, па се трансмитува, се енкодира и понатака пристигнува до тој што сака да ја прими пораката. Дали некој ова го сваќа и може да го повтори? Мислам дека не, ради тоа што ова е многу комплицирано и валјда може да го разбират само инженери, машински или не знам, друг профил на луѓе. Ова беше мала шега. Може следниот слайд, Муамед, за да сватиме што е дигитална комуникација. Тоа значи секоја размена на податоци кои ние ја пренесуваме од, значи ние ако сме тие месенџерот, тој што ја дава пораката, до примателот и ако е пренесена во дигитална форма, тоа значи дека е дигитална комуникација. Пример, секоја порака, фотографија, секој лайк, секој шер, споделување, секој видео, коментар на видеата или на целова содржина која ја спомнав, реакциите кои ги праќаме, емоджи, емотиконите, значи се е тоа дигитална комуникација. Може следниот слайд, Муамед. Целиот овој збир на податоци кои ние ги користиме или пораки кои ги користиме на дигитален начин, всушност го создаваат нашиот дигитален идентитет. Тоа значи сите наши податоци за нас кои се достапни на интернет, всушност го креира нашиот дигитален идентитет. Многу е битно секој од нас да креира позитивен дигитален идентитет, бидејќи ние иако тоа не го гледаме физички, тоа постои исто како што постоиме и физички и имаме секој свој идентитет. Така да се што споделувате, секое пребарување ваше на интернет, секој лайк, коментар или содржина која вие ја следите зборува за вашиот дигитален идентитет и треба да сме свесни за тој идентитет и да го градиме за да е позитивен. Не знам колку од вас имаат, да речам, навика да гуглаат за себе на интернет. Многу интересно, ако тоа не сте го направиле, да го направите со име и презиме, за да видите од прилика кои од пребарувањата ќе ви се појават први и да видите од другата страна, од другата перспектива, што ви излегува и каков идентитет гледате за вас, за кој можеби не сте биле свесни дека постои. Така да еве една убава вежба после презентацијата, секој да гугла за себе на интернет. Да сумирам, дигиталниот идентитет ги подразбира сите наши профили на сите социјални мрежи. Twitter, Instagram, Facebook, нашите објави, фотографии, тагнати, тие што ние сме ги споделиле, и сите наши пребарувања на интернет. Во ред, ако во меѓувреме имате некое прашање, слободно може да кренете рака, следам и може да ви одговорам за да биде двонасочна комуникацијата. Муамед, може и следниот слайд. Сега за дигиталниот отпечаток, всушност
тоа е како што се движиме, сурфаме низ интернет, секаде каде што одиме и кликуваме, ние оставаме оттисоци, отпечаток. Како што, например, кога има снег, како што се движиме и оставаме траги, меѓутоа разликата е во тоа што овој дигитален оттисок е постојан и траен, не може да се избрише. Значи, сите наши активности онлайн всушност се зачувуваат и го креираат овој наш дигитален отпечаток, кој е постојан и траен. Имајте го ова на ум. Океј, може следен слайд. Доаѓаме до онлайн профилот, кој е дел од нашиот дигитален идентитет. Всушност, онлайн профилот содржи и податоци за нас, а тоа е нашето име или корисничко име, нашите интереси, нашите идеали, нашите каузи, да речем, за тоа што ние пишуваме или сме гласни во дигиталниот свет. Значи, уште еднаш, многу е битно ова да биде позитивен профил и идентитет на секој од нас. Не треба да забораваме тука дека се што ние правиме, всушност не е приватно. И ако јас пратам порака, например, сега до некој, до Мухамед, до Алекс, секогаш треба да имаме на ум дека иако е тоа порака пратена на дигитален начин, значи преку WhatsApp, Viber или на Facebook, таа никогаш, дури и SMS порака, таа треба да сметаме дека не е приватна, туку е објавена веќе. Значи, секогаш пред да праќаме нешто, треба да го имаме тоа на ум. Дека ништо што ние праќаме веќе не е приватно, туку може понатака да се користи. Со ова, не сакам да ве плашам, да не користите да не ги користите сите овие можности на дигиталната комуникација, бидејќи вие тоа сте го докажале до сега, например, кога изработувате проекти, вие ги користите токму социјалните мрежи за нивна промоција и за поканување луѓе, за ред други работи за подигнување на свеста, така да секако дека има позитивни аспекти од ова, само треба свесно и безбедно да ги користиме. Бисера ми пишува зошто треба да е позитивен. Да, ова мислам дека веќе го кажав, меѓутоа ќе го повторам. Сепак, позитивен е бидејќи кога ние не сме свесни, кога аплицираме за работа или кога аплицираме за например, за факултет, за некој интерншип или за стипендија, значи луѓето кои се во комисија, да речем, кои ги прибираат тие наши податоци или CV-ња, може да гуглаат за нас. И тоа што ќе се појави, всушност е дигиталниот идентитет или онлайн профилот над кандидатот, во случајот Бисера, например, ти ако аплицираш, тие ќе дознаат повеќе информации за тебе, како ти го трошиш времето, што правиш, кои каузи, ако ти си пишувала, на што си учествувала и така натаму, и тоа може да влијае, имало такви случаеви, да влијае врз нивната одлука, дали ти ќе бидеш примена или одвиена, за жал. Затоа важно е тој дигитален идентитет да е позитивен. Ако ова дава одговор на твоето прашање, давај знак. Мартин, и за да не создадеме негативна слика за себе, дополнување на прашањето на Бисера. Да. Океј, фала Мартин. Секако и тоа е, значи, дел од нашето да кажам, репутација. Исто како што постоиме во физичкиот свет, така постоиме и на интернет. Иако, многу често тоа не залажува, бидејќи ние не се гледаме кон другиот, тие не гледаат, например, кога комуницираме со некој преку дигиталните алатки, и во тој случај се опуштаме и ние може да користиме и некои зборови кои не се лични, не се добри, може да полесно да навредуваме некој, поради тоа што не го гледаме другиот соговорникот со кого сме дигитално поврзани. Океј, Мухамед, може следниот слайд. Сега ве поканувам да гледаме заедно едно видео
а потоа да отвориме дискусија на темата и да споделиме искуства ако сте имале слични. Момент видеото. Океј. Видеото завршува со прашалник, а тоа е што значи да бидеш дигитален граѓанин. Дали може некој да сподели тоа што мисли дека не прави нас како граѓани добри дигитални граѓани? Мартин, повели? Па, културната комуникација со сите без користење на вулгарни зборови. Професионално однесување, тоа ми беше зборот. Као така, без да праќа лоши работи, така да кажува против него нешто, пример ти си ваков, ти си таков, не, зошто преш вака. Не, професионално, што и да треба, се однесува као така културно. Да, Културно. океј. Значи да сме културни граѓани, тоа не прави добри дигитални граѓани. Океј, фала Мартин. Михаила Кацарска. Не проблем. Под овој поем дигитален граѓанин подразбирам некој кој што знае свесно и рационално да ги користи социјалните мрежи и личност која што исто така како што се однесува во реалниот живот, тоа го пресликува и во дигиталниот и виртуелен живот, виртуелен свет. Да, фала Михаила, и ова се надоврзува слично е со тоа што Ана Марија Георгиевска го има напишано од Ресен, дека тоа е всушност лично како граѓанството во реалниот живот. Да не шириме говор на омраза онлайн, да не учествуваме во сајбер насилство, да даваме поддршка и да споделуваме позитивни нешта, така е. Ако се однесуваме позитивно, не шириме говор на омраза коректно. Да се однесуваме коректно, да. Значи, сумирано се што ова, сето тоа што го кажав претходно со слайдовите и ова што вие го надополнивте, е тоа што го прави еден граѓанин добар дигитален граѓанин. Тука само би додала дека често пати кога ние изработуваме нешто, дали тоа е семинарска, дали е презентација или било што, ние користиме многу ресурси на интернет. И тогаш е важно ние да кажеме од каде ги користиме тие ресурси, да наведеме од каде ни е земена или фотографијата, или цитатот и така натаму. И тоа е добар дел или важен сегмент на тоа што направи добри како дигитални граѓани. Ленче пишува однесување во склад на правилата за однесување, да можеме да обезбедиме безбеден и позитивен простор за сите кои се инволвирани. Така е, Анастасија. Мартин додава нешто културно. Да, тоа што го кажа всушност, културно и професионално. Во ред. Фала Муамет, може да одиме на следниот слайд. Фала ви на сите за вашите инпути. Дури и онлайн треба да се однесуваме исто кон другите, како на ист начин на кој што ние сакаме другите да се однесуваат кон нас. Всушност тоа е да бидеш добар дигитален граѓанин, значи без навреди, без говор на омраза, без закани, туку на еднаков начин како што сакаме другите да се однесуваат кон нас. Може следен слайд. Не одговарајте на тролс. Ова веќе беше назначено едно како очекување во смисла на како да одделееме, не одделееме, туку како да се воздржиме од комуникација која е недолична или како да не подпаѓаме под влијание. На пример, сум ставила тука еден пример.
X особа има кауза за која што се бори, а тоа е за да се чува вид на риба кој живее во Атлантскиот океан и тролот кој што го навредува и му враќа дека ти изгледаш како риба всушност. Значи тролови се да кажам роботи или можеби и луѓе кои тоа го прават намерно. И вие со нивното, ако им одговорите, вие нив им давате внимание и правите за тие да постигнат нивната цел. Затоа ваквите случаи не треба да ги одговарате или не треба ништо да преземете во однос на тоа, само треба да ги игнорирате. Значи не одговарајте на тролови кои инаку се многу честа појава. Ваквите тролови се наоѓаат во многу форуми, во онлайн четови, во повеќе групи каде што се собрани повеќе членство или профили на луѓе низ целиот свет. Океј, може понатака. Многу е битно во делот на безбедно и сигурно комуницирање на интернет да не ги споделите следните информации. Значи без ова е минимумот кој не треба да го преминете. А тоа е целосен датум на вашето раѓање, вашата домашна адреса, телефонскиот број, мејл адресата или работната адреса. Значи овие се податоци кои може да ги споделите само со луѓе со кои знаете со сигурност дека се тие со кои комуницирате. Океј, може понатака. Секој избор има последици, како што е во реалниот живот, така и во дигиталниот свет. Се што вие ќе објавите, ќе кликнете, ќе пребарувате на интернет, тоа реков, трајно се зачувува, се води запис и секоја таква објава може да има последици. И може да имаат влијание врз вашиот живот, како што преска, кога ја одговорив на Бисера, земав и примери. Може и следниот слайд. Бидејќи таму имам пример, еве, многу е битно во моментот кога чувствувате нешто, да не го споделите, а тоа е нешто лично и приватно, да не го споделувате кон широката јавност на интернет, како што, например, се случува тука на фотографијата која што сум ја ставила на овој слайд, а тоа е дека например, дечкото објавува дека неговиот шеф не е добар и дека он може сам да постигнува многу повеќе. И можеби тоа во моментот за него било вистина и он имал потреба тоа да го направи и сподели, меѓутоа не го прави на добар начин, бидејќи го споделува на чет. А после 10 години, да речеме, истово може да не е вистина и може да носи последици. Ако он во меѓувреме сменил работа или бара друга работа, бидејќи се откажал од претходната, бидејќи очигледно не му се допаднала, тогаш оваа објава за него носи последица. Така да и вие треба да бидете внимателни за ваквите работи, да не ги споделувате кон широката јавност преку дигиталните алатки или социјалните мрежи. Океј, може next. Сега имам еден квиз. Имам поставено 5 прашања, кои што ќе ги читам. И всушност прашањата произлегуваат од тоа што до сега го дискутиравме, така да слободно одберете го одговорот со повеќе можни одговори, одберете го тој кој мислите дека е точен, па заедно ќе го разјасниме ако се случи да повеќето одговорат погрешно. Океј, Муамед? Добро, на Пулс го пуштив првото прашање, за тие што не знаат, еве како се влегува тука, значи мора да сте учени од компјутер, значи одите на ова што е тука купчево. Еве прашање пуштив Дали се слушам?
Да, сега. Да, Да, да. сега е во ред. Океј. Првото прашање е, се што правите на интернет е приватно. Примери ако пратите порака. Дали ова е точно, овој исказ е точен или не е точен? Океј, сега сите пишуваат. Да видам што се случува. Во ред има, значи повеќето точно одговорила, а тоа е дека овој исказ е неточен. Океј, може да одиме на второто прашање. Второто гласи вака: која информација е во ред да се открие на интернет? Домашната адреса, телефонскиот број, име на вашето училиште или вашиот омилен филм? Океј, тука сите сме на од едната страна, тоа е само омилениот филм. Океј, име на училиште пишал некој на чат, значи не даваме име на училиште затоа што колку и да мислиме дека тоа е широка информација, дека можеби има 500 други ученици кои учат во тоа училиште, сепак тоа дава многу показатели за нас. Би можело да се претпостави каде живееме, на која возраст сме, така да таа информација подобро зачувајте ја за себе. Океј, може третото прашање. Што и да правите преку интернет останува како траен запис. Дали ова е вистина или е лага? Вистина. Вистина, така е, Кико, ова е вистина. И треба да станеме што е можно по-скоро свесни дека ова е така, дека е траен запис, за да водиме сметка за тоа што споделуваме. Океј, може другото прашање? Ова е предпоследното, малце е подолго. Што од наведеното се е пример за прекомерно споделување на интернет? Објавување порака на ѕид на вашиот пријател, каде што му кажувате на вашиот пријател колку него сакате тренерот за кошарка, да објавите фотографија од вас на која што изгледате убаво како играте кошарка, или да поканите вашите пријатели и роднините на утакмица на која што ќе играте преку мејл. Океј, првото пишува Анастасија, да видам другите како гласаат. Да, океј, тука гледам дека веќе има повеќе, иако грото од вас веќе го лоциравте дека да, прекумерно споделување е првиот случај кога објавувате порака на ѕидот на вашиот пријател и кажувате колку го мразите тренерот. Тоа е така, меѓутоа гледам четворица го одбрале и второто, а тоа е објавување фотографија од вас како играте кошарка. Да, ова некој може да го смета за прекумерно споделување на интернет, меѓутоа тоа не е нешто лошо, напротив, тоа покажува дека вие имате хоби, ве интересира кошарката, дека вежбате, дека сте активни. Во случајот, да, знам дека ние сите имаме другари или луѓе во нашето окружување кои споделуваат се што прават, кога јадат, кога пијат, кога спијат и така натаму, и тоа е прекумерно објавување, меѓутоа во случајот тука е првиот случај, прекумерно споделување преку интернет. Океј, а третото гледам дека има една само еден глас, ама тоа е трикот е во тоа што преку мејл се праќа поканата до вашите пријатели и семејството за утакмицата. Така да во тој случај тоа не е прекумерна споделување. Океј, може и последното прашање. Јас не го гледам. Муамед? Сега е тука прашањето, Вјоса. Да, ето го. Зошто треба да сте повнимателни со пријателите што не ги среќавате преку интернет наместо во реалниот живот?
Така е, затоа што не знаеме на вистина кои се позади профилите, може да се кријат секакви луѓе, затоа треба да сме внимателни, затоа што го споделуваме со нив. Во ред, фала ви многу на сите за учеството во квизот и за вас кои пишувавте. Океј, гледам една крената рака, Џон Сноу сака да каже нешто. Џон? Speaking. Океј, може би е само крената рака без... Да. Добро, во ред, продолжуваме понатака. Може да се навратиме на презентацијата. Океј. Имам следно пак, уште едно видео, значи ова е да сумирам, за да не бидам многу негативна кон социјалните мрежи и дигиталната комуникација. Поентата ми е дека треба да се користат позитивно, културно, професионално, како што кажа Мартин. Меѓутоа не треба, како со се друго, не треба да се претерува во нив, да не се споделуваат премногу информации, лични информации за нас. И да водиме сметка, да сме свесни дека се запишува, останува како траен запис и го гради тој нашиот идентитет во дигиталниот свет. Океј, сега за малце да е повесело, ве поканувам да го гледаме следното видео, а потоа ќе преминеме на прашања. Фала многу, Муамет. Сега, the floor is yours. Ако имате прашања, слободно поставете ги. Доколку има нешто што може би беше како очекување, може да ги видиме и очекувањата, за да се надоврзаме на нив, да видиме дали сите се исполнети. Океј, Михаила, повели. Моето прашање е која социјална мрежа најмногу ја користите? Многу убаво прашање. Јас во моментот значи имам профили на Facebook, на Instagram и Twitter. Овие се трите мрежи кои ги имам, ги користам. Меѓутоа веќе неколку време, не знам колку време е тоа точно, значи не ги користам активно, односно не споделувам, туку само следам. Facebook најмногу го користам поради ПХВ, затоа што таму сум член на ПХВ Недела театар, на нашата заедничка група, за да бидам во тек со некои настани кои ме интересираат во моето окружување, така ги дознавам подобро нештата. Меѓутоа не споделувам, и ако видите, ако ме гуглате, ако ме најдете на овие мрежи, на Instagram, на Facebook и на Twitter, ќе видите дека има многу ретко објави. Во ред, благодарам многу. Фала, Михаила. Алекс? Ти благодарам, Вјоса. Ако може само да додадам во однос на позитивните и негативните нешта за кои што им зборуваше, верувам дека и дома истите овие млади луѓе имаат притисок од родителите дека треба помалце време да поминуваат на социјалните медиуми,
особено што последните истражувања кои што се правени од Институтот за социолошко-политички и правни истражувања кажуваат дека по 6 часа се користат социјалните медиуми. Сакам да го поврзам ова со позитивните нешта кои што ти ги кажуваше. Особено што овие млади луѓе доаѓаат од Црвениот крст, каде што навистина има позитивни приказни. Сметам дека е добро тие да ги споделуваат. На тој начин тие ќе поттикнат уште подобро и позитивно расположение, одеснување од страна на другите младинци, да речем, во нивната средина. Тие може да ги инспирираат, тие може да бидат лидери, тие може да мотивират и покренат една цела заедница, да речем, каде што другите не толку многу се видливи. Така да се направи разлика меѓу не се појавувам на социјалните медиуми и позитивно се појавувам и споделувам тоа што јас го правам, кој што може да биде тригер, кој што понатака може и другите луѓе да ги инспирират да станат волонтери и да дадат допринос за својата заедница. Да, така е, Алекс. Да, затоа кажав и дека младинците кои биле во ПХВ, кои изработувале проекти, најдобро се добар пример бидејќи ги користеле токму социјалните мрежи, дали за промоција на нивните настани, дали за подигнување на свеста за нешто на кое што работеле и така натаму. Океј, гледам некој пишува. Тихана, чекам дали има некоја друга рача кренато? Не, добро. Тихана Обрадовиќ пишува: свесни сме и за некогаш негативното влијание на медиумите врз социјалните мрежи, лажните информации кои се шират, како да го избегнеме нивното влијание. Да, лажните вести се посебна тема и мислам дека ќе не треба уште многу време за да ги разјасниме и нив, да ги опфатиме и нив. Меѓутоа, да, за жал, нас ни треба воведување на медиумска писменост како предмет, за да може сите ние да станеме свесни за тоа како една вест која ја читам, како да препознам дали е вистината или лажна. Неколку трикови кои или неколку начини како тоа може да се направи е прво да се види насловот, колку е тој точен, значи што помалку да е сензационалистичен, да има повеќе факти отколку да е со видео во загради или фото, бидејќи тоа те повлекува, ако има фото или видео во насловот, значи те прави да кликаш, да го отвориш, да отвориш веста. Потоа е да има неколку факти за тоа што се аргументира или за тоа што е веста, да има спротиставени ставови, да можеш ти сама да креираш критично мислење за таа информација која ја читаш или прибираш, за да може понатака и да пребаруваш, да истражуваш и да видиш ти дали се согласуваш или не се согласуваш со информацијата или веста која ја примаш. Сакам да кажам дека значи се што ние читаме или примаме, треба да го сватиме со доза на резерва и да се поттикнеме самите да видиме, прво да размислиме самите за тоа одредено прашање, а потоа и да видиме дали има повеќе ставови и да истражуваме, за да на крај видиме дали е тоа нешто на кое што може да се верува. Исто така секогаш е добро да се види кога е објавено, кој го има напишано, дали тој што го има напишано тоа сака да постигне некаква цел и така натаму. Верувам, Тихана, ова беше накратко добар одговор за твоето прашање. Сара пишува: како што сносиме последици за сите наши постапки во животот, за истото треба да сме свесни дека се случува на социјалните мрежи, што значи дека никако не смееме да постапуваме таму како некој друг да биде виновен за нашите постапки. Да, токму така, Сара, значи и да не се однесуваме на начин на кој што не би сакале другите да се однесуваат кон нас. Океј, Тихана, фала ти за прашањето. Некој друг дали сака нешто да каже? Кико, да, повели Кико, ти си најактивниот, накратко кажи. Накратко и најасно. Да се надоврзам на Алекс што збореше. Ама тоа беше по нешното време да се поминува помалку време на Facebook, на сите тие. Сега у дигитално време дигитални часови се одржуваат, све се одржува поише, децава се на Facebook се договараат. Све се договара на Facebook сега. И сакам уште нешто и прекинувам. Значи супер ти беше предавањето, Виолца. Фали бендерит шум. Фала, Кико.
Фала, да, тоа ќе го имаш, мислам дека ќе имаш можност да го кажеш и тоа во евалуацијата, која што Муамет ја прави редовно со вас, бидејќи ова е веќе 8 работилница, така да, окей, ако нема некој друг нешто да праша, може да одиме кон очекувањата. Драгана, дали негативните информации на социјалните мрежи може да влијаат многу лошо врз психичкиот живот на некој човек? Да, може, тоа што ние го споделуваме, секако дека може многу, зависи што споделуваме, ако е нешто лошо, секако дека лошо влијание ќе има. Меѓутоа, да, социјалните мрежи вистина е дека создаваат и зависност, така да прекумерното објавување негативно влијае и врз нашиот психички живот, развој и така натаму. Јас би го препорачал на сите документарецот The Social Dilemma. Да, Милчо, јас сакав тоа да го кажам на крај. И исто така The Great Hack, еве ќе го напишам. The Great Hack, многу е добар и конкретно зборува за ова свеста која треба да ни биде на повисоко ниво кога ги користиме дигиталните социјалните мрежи. Океј. Ништо, Милчо, фала ти, секоја идеја добро дојдена. Океј, да одиме на очекувањата, пошто и времето не притиска. Културна комуникација, да, мислам дека споделив информации за тоа. Свесно користење на интернет, да бидеме добри дигитални граѓани, безбедност во комуникацијата, да не споделуваме прекумерни информации и податоци, како да се шири онлайн активизам. Да, ова го кажавме дека баш ПХВ младинците се позитивниот пример кој тоа го прават. Лажни вести, слобода на говор. Слобода на говор не го покривме многу, мислам дека е посебна тема, меѓутоа да, секоја слобода завршува таму каде што другата се, да кажам, прекинува, ако може така да се изразам, така да тоа треба да го имаме секогаш на ум и дури кога комуницираме дигитално, како да се заштитиме, препазливост на интернет и корисно потрошено време. Можам да сумирам дека сите очекувања се постигнати. Моите цели исто така се сите штиклирани. Јас сум многу задоволна, се надевам дека и вие сте задоволни. Така да може да одиме кон следното, а тоа е да ја најавам 9-та ПХВ работилница. А таа е со нашиот почитуван инструктор Орце Павлов. Значи не може некој што не ја сака музиката да не е добар човек. Така да не ја пропуштајте на следната работилница. Орце е професор по македонски јазик и рокер, каква комбинација. Секако ПХВ инструктор, дел од нашиот тим и многу ми остави впечаток тоа што квотот кој тој го има напишано, а тоа дека не постои поголемо зло од убедување дека ако не можеш да направиш многу, не треба да направиш ништо. Впрочем, тоа го правиме и ние преку овие онлайн дигитални презентации, односно продолжување на ПХВ циклусот и во овие услови на пандемија. Значи, следната тема е рок историја и рок поезија. Не ја пропуштајте, бидејќи ќе научите многу за музиката, а исто и за културата. Така да, stay tuned и следниот четврток. Мислам дека сум окей. Благодариме многу, супер беше. Благодариме. Фала, Ангела. За колку супер беше ке знаеме сега, затоа што ја одма ви праќам евалуација во чет и ви давам неколку минути да ја пополниме. Така да, ајде, доколку ви значи да знаете Вјоса, да знае колку вие придонесовте и што кажавте, пополнете евалуацијата.